традицијата. Со разговор во студиото, Бојан Питковски, етнокореолог е мојот гостин денеска. Добро утро. Добро утро на вас, добро утро на гледачите. Многу се радувам што во овие празнични денови на Националниот сервис продолжуваме да говориме за многу важна тема, културното наследство. А зошто е толку важна темата, може и со првото прашање, што представува традиција? Во 21. век, нажалост, се уште традицијата се разминува со науката и со уметноста, бореки се со стигмата дека традицијата е нешто селско и старо, од фундаментално значење на самиот почеток да го апострофираме значењето на што е тоа традиција. Именно традиција представува систем од алки помеѓу минатото и сегашноста и сето она што е веќе пренесено. Од тука, следејќи традицијата ни со оваа призма, ќе имаме многу појасна слика што представува таа и многу поважно како понатаму ќе ја третираме и како ќе развиваме традицијата во нашата земја. Чисто сакаме да кажеме дека традицијата е главниот чувар на нашиот идентитет, па ајде да објасниме кој дел е клучен, што е чувар на нашиот идентитет од традицијата. Одлично прашање, мислам дека со ова прашање ќе ја дадеме оправданоста зошто денес во 21. век говориме повторно за традицијата, зошто е таа толку многу важна. Доколку во 19-тиот и во 20-тиот век се говореше за будење на националната свест или креирање на некаква национален идентитет, дефинитивно во 21. век се говори за градење на тој некој визуелен идентитет на земјите и несомнено почнав со тоа дека ова ќе даде оправданоста зошто ја зборуваме традицијата сега во 21. век. Корисничкото искуство поврзано со многу европски земји, па и светски земји покажува дека креативните индустрии, модата и особено важно туризмот секако главниот ресурс го црпат од културното наследство. И од тука мора да знаеме дека, пример во Македонија, кон крај на 19. век имало преку 40 различни етнички предели. Значи имаме преку 40 различни носи, различна духовна, материјална култура, која што и тоа како може да биде подлога за креирање на една национална слика. И од тука апел до сите кои што се занимаваат со некакви брендови кои што потекнуваат од Македонија, да го користат тоа визуелно, например, секогаш традиционалните носи или везовите мора да бидат основа за создавање на визуелната слика за Македонија и ние треба во целосно да го ставиме културното наследство и традицијата во контекст на 21. век и да извлечеме една огромна придобивка од тоа, како што впрочем го прават и сите европски земји. Добро, всушност, ајде, чива е одговорноста, ајде така директно ќе прашам, чива е одговорноста на чување пред се на традицијата, но и пренесување на тоа што е традиција. Ако веќе упатуваме на внимателност, како се користи, што се користи како бренд, традиција, наш идентитет, чива е одговорноста? Многу дискутирана тема во овие денови, важно е да се дискутира на оваа тема. Јас би посочил кон гледачите дека традицијата и културното наследство е жива материја, дека тоа не е некаков музејски експонат, па сега ние ќе го гледаме како една традиција во стаклено звоно која што се случила, треба да ја гледаме како жива традиција и тогаш многу повеќе се занимаваме како ќе ја движиме таа традиција. Кога е во прашање чувањето и пренесувањето, секогаш се младите, оние кои што се клучна тема во овој сегмент, но мора да знаеме дека младите не се изолирана форма, дека младите се една алка во системот на чување на традицијата и тогаш несомнено чувањето на традицијата пред се потекнува од националните установи и тоа е многу важно дека тие треба да бидат креатори на стратегија која што јасно и утврдено ќе го води патот кон тоа како треба да се третира и чува традицијата, но тука е многу важно нашиот научен пристап и пристапот на севкупната јавност и апел дека само тогаш кога сите ние заедно ќе го промениме нашиот однос кон културното наследство, ќе ги вклучиме младите и тоа ќе имаме една заедничка слика во чувањето на тоа што е особено важно и од кое што понатаму треба да црпиме многу придобивки. И па еве, младите кога ги споменавме, младите сакаат да ја прослават стара нова година, сакаат уште една прилика за пита со париче. Денеска е Василица. Колку се запознаени во вистина за тоа што е Василица, како се прославува Василица, конкретно ќе го земеме празникот. Сакам да кажам колку се запознаени со традицијата и со обичаите кои што ги носи празникот кај нас. Еве конкретно за овој празник ќе зборувам.
Така, културното наследство не сме да биде само просто повторување на нештата. Имено ми е многу драго што константно на вашата телевизија се говори за овој сегмент и од тука младите може многу и се вкупната јавност во суштина може многу повеќе да биде информирана што представуваат традициите и обичаите. Конкретно празникот Василица низ еден етнолошка на научна призма мора да знаеме дека обичаите ги класифицираме низ 4 циклуси, тоа пролетни, летни, есенски и зимскиот обреден циклус, кој што суштина е тема на нашето денешен разговор, на кој што и припаѓа празникот Василица. Кога е во прашање зимскиот обреден циклус, јас би апострофирал една многу важна појава, тоа е абстинацијата на сонцето. Ќе видиме дека кон крајот на 19-тиот век и општо луѓето во минатото многу често ја користеле имитативната магија, именно сето она кое што не достигало на земјата преку некакви обреди со една имитативна магија се обидувале да го измолат од природата, од Господ, универзумот можеби. И од тука ќе видиме дека голем дел од обредите се поврзани со палење на огновите, како можеби една и предхристијанска форма. И од тука доаѓаат и овие василичарските обреди кои што во суштина се изведуваат за време на некрстените денови. Станува збор за специфичен период од Христовото раѓање од 5-6 јануари се до водици 19-20 јануари. Во локалната свест се развиле дека тоа се некрстени денови каде што шетаат надприродни сили во локалната заедница и луѓето сметале дека со таква имитативна магија, односно со создавање на маски кои што ќе ги имитираат тие надприродни суштества, тие ќе ги изгонат од социјалната заедница и ќе донесат добробит. Мора да знаеме дека ваквите обредни поворки се случувале ноќта прети Василица, но се случуваат и на некои други денови во периодот на некрстените. Всушност тоа е начинот на кој што се одбележува во Вивчани. Токму така. Да, тоа е вивчанското дефиле, она што така. зборот е еден од обичаите. Да, застапени се на широкиот ареал во Македонија, почнувајќи од Скопска блата, етничкиот предел, Битолското поле, многу предели во источни во Јужна Македонија. Кога се застапени вака на еден широк ареал, ќе видиме дека во суштина имаат многу посебности, но јас би апострофирал некои основни пропорции преку кои што тие се изведувале. Станува збор за организирана поворка од страна на машка популација, значи жените се исклучени од овој обред и секогаш таа поворка е маскирана, повторно како што кажав. Конкретно ќе илустрирам преку примерот на Скопска блата, има 4 главни ликови, а тоа се двајца старци и многу интересна тема на обредната транвестија, односно мажи да се преправат во жени. Ние денес во прилогот за Вевчани видовме дека во суштина има многу машка популација која што е преправена во жени. Јас би зборел за поархичната култура на преправањето во старци, кој што најчесто се двајца, еден дуален пристап, каде што во текот на василичарската игра настанува една борба помеѓу нив, едниот го представува доброто, другиот го представува злото на еден пластичен начин или фигуративно. Доброто победува, што во суштина повторно таа имитативна магија на прикажување дека добрите сили ќе ги надвладеат лошите сили и овие обредни поворки повторно кажам биле некогаш во 19-тиот век застапени речиси во целиот ареал во нашата земја. Добро, во кој дел од државата, еве ќе прашам, на најавтентичен начин се одбележува денеска Василица? Нашата светла точка Вевчани веќе ја споменавте. Да. Ќе видиме дека сите се автентични сами по себе, мајде еве некој да издвоиме кој што така е. Во ова насока е многу важно да знаеме што се случува со традицијата, со нејзиното престанување во користење во самата практика. Традицијата на теренот обстојувала некаде до средината на 20-тиот век, потоа се напушта и многу е важно да се дискутира како во различните предели имале тенденции по напуштањето на таа традиција. Во некои предели се срамати, станува збор дека е тоа нешто селско и старо, но потоа имаме предели во кои што таа продолжила да се негува. Честопати за Вевчани, имено и како за галичката свадба, сакаме да кажеме дека тоа е манифестација, дека е тоа карневал, но многу треба суштински да се размисли дали е карневал, затоа што тоа е кога тоа е нешто организирано кој што има надворешни учесници, но многу мора да знаеме дека самите вевчанци, локалното население се уште е дел и е главен носител на таа обредна поворка. Мора да знаеме дека тоа се некакви карневали, но се со предзнак на се уште жива традиција и многу важно, некои мои колеги се појавуваат со такви иницијативи во своите предели, каде се уште ја негуваат таа традиција на маскирање, што во суштина ќе видиме едно живо културно наследство за кое што повторно и претходно говорев дека така треба и да го развиваме. Таквиот презнак на манифестација ќе донесе туристичка придобивка, но многу е важно да ги лоцираме оние живи примери кои што ќе дадат една поинаква заинтересираност кај особено кај странците да дојдат да го посетат. Тоа е и примерот и со Вевчани, повторно кажам на пример и со галичката свадба. Добро, ги споменавте националните установи како
местата кои што најмногу треба да се грижат за чување на традицијата. Па добро, еве во контекст на тоа ќе ве прашам, тука си националните домови, националните центри, каква е соработката ваша како етнокореолози со нив? А јас повеќе од 10 години се занимавам како активист за зачувување на културното наследство преку завршување на средно музичко училиште, потоа и со студирање на музичката академија. Многу од особена важност е ваквите активисти кои што се борат за чување на традицијата, но несомнено националните установи мора да бидат главните двигатели за тековите како ќе се чува и негова традиционалната култура. Морам да бидам до крај искрен дека не секогаш едноставно се стигнува до националните установи. Јас имам многу позитивни примери од национални установи од типот на домови, центри за култура, со кои што имам остварено соработки кои што водиме на многу важна иницијатива, а тоа е за едукација на младото локално население за сопствената традиција, сметајќи дека кога ќе тргнеме од едни локални знања, кога ќе се спознаеме сопствената локална традиција, ќе можеме да имаме тенденции кон едно глобално знање, но сега засега се тоа малку центри и домови за култура и ова е широк апел да се прифати таа иницијатива, затоа што ќе видиме дека секогаш мора да почнеме со една локална едукација за да можеме да зачуваме она што е во најмала рака културното наследство на нашата земја. Неколку пати споменавме дека треба да пренесеме на младите, така. Неколку пати споменавме дека треба младите да бидат оние кои што ќе продолжат традицијата и укажавме на тоа дека и постои заинтересираност кај младите. Сега прашањето беше во контекст дали постои заинтересираност. Да, постои заинтересираност. Најде да отвориме една друга тема, Бојан. Ајде на тема колку вистинската информација ја добиваат младите. Вашата работа како етнокореолози треба да биде до крај завршена и сега веројатно ви е најпредизвикувачки овој период, кога постои заинтересираност на младите, така? Сега вистинската информација да биде слушната. Одлична констатација. До пред 10 години во Македонија се бореме со таа незаинтересираност на младите и можеби ни даваше некаква леснотија, затоа што тогаш имаме таков еден слободен простор. Веќе во последните години се јавува сериозна ангажираност на младите во однос на традицијата. Се повеќе младите се дел од настаните кои што се случуваат поврзани со културното наследство. Тука се зголемува нашата одговорност, затоа што кога ќе имате таков еден огромен интерес, сега останува како тој интерес правилно да го канализираме и како да ги едуцираме младите на вистински начин. Никогаш не сме традицијата, јас не скромно го почнав, намерно го почнав мојавето дека таа се разминува со науката и уметноста. Ние се уште сакаме да ја третираме традицијата низ призмата на едни 80 и 90 години од претходниот век. Мора да знаеме дека доколку сакаме да стигнеме до младите, мора да знаеме која е нашата целна група. Мора да знаеме каде се наоѓаат младите. Ако тие се наоѓаат на социјалните медиуми, тогаш треба да се креираат специјални платформи на кои што на младите ќе им се понудат содржини преку кои што тие ќе треба да се едуцираат. Патем, различните семинари, различните концерти треба да преминат во мултимедијални настани. Мора да знаеме дека мултимедијалниот презнак е многу важен денес во 21 век. Да не биде тоа сувопарно представување на традицијата која што впрочем не е толку интересна оноку колку што ние ќе ја прикажеме дека е таа особено важна. Моето корисничко искуство со младите ширум државата каде што заминувам, па и границите надвор од неа на семинарите во Европа, покажува дека младите го знаат културното наследство. Ние во Македонија имаме живо културно наследство. На голем дел од младите имаат повозрасно население дома, баби и дедовци кои што ја знаат таа традиција. Чуваат дел од носиите, но никогаш не им била потенцирана како важно културно наследство. Добро, нашата... можеби Бојан, формата е таа која што треба да се пренесе, нели? Содржината е таа, можеби треба да се промени, ги спомена социјалните мрежи, начинот на кој што сето тоа се промовира до младите. Но не може да ја смениме, нели, суштината, содржината, можеби ќе речат помладиве, досадна е. Не е, таа е таква, само можеби начинот на кој што им се пренесува треба да биде на поинтересен начин. Да ги заинтересира, да. Долги години културната сцена за презентација на традиционалната култура во Македонија функционираше на тој принцип дека публиката бара, односно традицијата е досадна и сега ние тука треба да изведеме некакви формации со кои што ќе импресионираме публиката. Процесот треба да биде обратно пропорционален, односно научниците да ја третираат и ја диктираат како луѓето ќе ја следат таа традиција и повторно суштината мора да остане иста. Традиционалната игра е традиционална игра,
традиционалната носија е сама по себе доволно комплексна и самата по себе на висока естетика, нема потреба од наша интервенција, но тука треба да се најдат различните медиуми низ кои што ќе се стигне до начинот на презентација. Повторно, дали тоа ќе се социјалните медиуми, дали пак самите перформанси ќе бидат навистина издигнати на едно поинакво сценско уметничко ниво со потреба на светлосни инсталации, на современи технологии со кои што ќе се стигне до младите. Повторно ќе кажам дека тука главно треба да бидат двигатели и националните установи, но и научниците и да ги едуцираме младите и ќе видиме дека етнокореолозите, вие помладата генерација, Бојан, ти си пристапник од таа помлада генерација. Надежта е кај вас. Јас со години кажам дека јас создавам младински активизам посветен токму на младите и можеби затоа што доаѓаме од таа генерација која што тековно ги знае проблемите, многу полесно можеме да манипулираме со алатките кои што ни ги нуди современото општество и тогаш на еден соодветен начин да стигнеме до младите и малку повеќе да им ја представиме традицијата онаква каква што е и колку таа важна. Повторно ќе кажам, во различните европски држави културното наследство е на високо ниво и тие ресурси ги црпе и самата држава и сите локални жители, ние несомнено треба да го прави тоа и нашата земја и нашите граѓани. Благодарам, Бојан. Благодарам за разговорот.